Очекувавме дека ќе има ваков развој на настаните и владата ќе даде негативно мислење по истото, од причина што и самиот закон во моментот кога го поднесовме, согласно деловникот на Собранието на Република Македонија, не беше ставен на првата седница, односно беше одбиен од страна на мнозинството, така да сето ова води кон еден заклучок дека целата оваа фарса која што се прави и она што не ни се дава како поддршка за презентација на законот за амнестија поднесен од пратениците на ВМРО ДПМН е смислено сценарио од само една причина да продолжи агонијата на сите лица вклучени во процесите од 27 април. Сметаме доколку навистина сакаат да го подобрат законското решение кое што ВМРО ДПМН го поднесе, има можност за дебата на која што стално повикува премиерот Заев и со одредени амандмани заедно да го подобриме законското решение кое што ВМРО ДПМН го поднесе. Ние не поддржуваме наследство во собранието никој од нашите пратеници и мислам дека за тоа се изјаснија и сите пратеници. 27 е еден немил настан кој што се случи. Меѓутоа, селективноста во правдата и она што ни го нудат со телото за помирување нема да ја долови сликата, односно она што е крајна цел на самото тело за кое што ќе биде формирано. ВМРО ДПМН даде изјава и стои за тоа дека ќе ја следи работата на тоа тело, нема да учествува, меѓутоа доколку се донесат навистина неселективни одлуки и неселективна правда за сите учесници кои што можат да бидат офатени согласно закон, ќе дадеме поддршка на истото. Меѓутоа, очекуваме да видиме што е тоа што ќе се понуди и кога ќе се понуди. Дали ќе се чека да завршат процесите, односно да се држат пратениците и сите инволвирани во настаните со завршувањето на уставните измени, или тоа ќе биде нешто кое што може да се донесе побрзо, за да биде тргнато од терет на сите учесници во тие настани.